Сашка Бубевска повторно има соговорник. Час е у студио, час е надвор, веќе не можам ни да знам не со кого разговара, туку кај ќе се најде. Сашка, повели. Така е, Чомуски, добро утро од мене. Ја наоѓам тука на влезот на градскиот парк, каде што се одржува од вчера малиот новогодишен саем на книга. Со мене е Фросина Крушкаровска од Темплум, една од организаторките на овој саем. Добро утро, ви благодарам што вака утрински дојдовте, бидејќи вие ќе отворите во 10 часот, до 16:30 ќе биде отворен овој саем во деновите што следат. Кажете ми повеќе податоци, овој саем се одржува по 11 пат, но прв пат на отворено и прв пат овде во градскиот парк. Да, благодарам на поканата. Точно, малиот новогодишен саем на книга оваа година се одржува по 11 пат. Прв пат на отворено главно поради ковид протоколите за да бидат запазени. Значи тоа е уште самиот почеток многу важно се нагласи дека сите протоколи ќе бидат почитувани за посетителите и за учесниците на саемот да се чувствуваат безбедно. Вчера започна малиот новогодишен саем на книга, ќе трае до недела. Во попладневните часови од 10:30 до 16 часот и учество во него земаат 10 издавачки куќи, кои што сите настапуваат како коорганизатори на саемот. За оваа година за прв пат правиме еден таков тип на здружување и тоа ни беше исто така една важна мотивација за организирање на овој саем. Мотивот за здружувањето и истата вредност е да емитираме кон нашата публика, кон нашите посетители. Саемот ќе понуди меѓу другото и богата културна програма во наредниве денове. Да, тоа сакав да ве прашам, значи ова не е само представување или изложување на најновите изданија на овие 10 издавачки куќи, туку ќе понудите една програма за сите што сакаат да дојдат. Така, да. Програмата ќе се состои од промоции на книги, од неколку конкурси, од настани и теренски настани овде токму во градскиот парк и онлайн. Вчера се одржа онлайн работилницата за деца, која што водеше Билена Црвенковска. Денешниот ден ќе започне со една промоција на книга, книгата Протести на Златко Теодосиевски и Јацо Кондов во 11 часот. Па потоа продолжуваме со доделувањето на наградата Новите, со пиктографи, со гостувањето на Ана Голешка во улога на еден позабавен настан како гатачка и пророкувачка на мисли, така што имаме многу разновидни типови на активности кои што воведено веќе ги анимираат и посетителите. Сакам да ве прашам повеќе за наградата Новите. Имено оваа се доделува исто така повеќе години и тоа е за дебитантски прозен ракопис, кој наградата ја доделува Темплум. Па оваа година како имавте ли доволно заинтересирани, имавте ли доволно ракописи што пристигнаа? По 15 пат се доделува наградата Новите и инаку е финансирана од Комерцијална банка Ада Скопје, од самите почитоци на доделувањето на наградата. Одличен беше одзивот, имаше околу 25 ракописи. Во жирито беа вклучени Алекс Букарски, Давор Стојаневски и јас, Фросина Крушкаровска, и доста беше тежок изборот што мораше да се направи. Квалитетот на ракописите беше одличен и задоволни сме што гледаме дека тој расте од година во година и заправо ваквите креативни конкурси се многу важни, особено во овие услови кога имаме малку културни настани, кога е ситуацијата тешка од различни аспекти за сите и сакаме на тој начин да го поттикнеме и творењето и да им дадеме мотивација на младите автори да создаваат и да им дадеме еден квалитетен скок натре на македонската книжевна сцена. Денес ќе биде доделувањето на наградата и прогласувањето на победникот во 12 часот напладне. Поканете се сите што се заинтересирани. Кажете ми, овие издавачи сите што тука ќе ги прикажат своите книги, своите изданија, дали направија репрезентативен избор од нивните изданија или се работи за нови книги? Пред се обидуваме да ги презентираме најновите книги од 2020 година на нашите читатели, бидејќи и покрај сите потешкоти со кои што се соочувавме во текот на годината, организацијскиот аспект на човечки ресурси поради ситуацијата со пандемијата, сепак ова беше доста продуктивна година за сите издавачи. Најголемиот интерес е главно за домашните автори, за детската литература, за која што значено скокна интересот во текот на изминатава година. Така што ќе има навистина широк избор. Сите издавачки куќи се
познати по различен тип на книги, на изданија кои што ги создаваат, кои што се нивен главен фокус и се обидуваме да понудиме што поразновидна понуда. Добро, можете ли да ми кажете од Темплум? Од издавачката куќа Темплум имаме понуда на преводна проза, стриповите се доста популарни, детската литература имаме една богата едиција која што е доста привлечна и за возрастните кои што се интересираат за детската книжевност и за детската публика. Така што мислам дека сите посетители ќе бидат доста задоволни. Оно што е важно исто така да се нагласи е дека достапни сме не за сите оние кои што нема да бидат во можност да дојдат на сајмот. Имаме и можност за нарачка за достава до сите градови во Македонија и сите информации може да се понудат на нашата Facebook страница преку издавачите кои што учествуваат. Така, на социјални мрежи. Од оваа година ќе давате награда и за кратка критика. И јас разбирам дека вие сакате да го раздвижите тоа книжевно поле, да речеме, со кое што подразбира не само изданија на нови книги, туку подразбира и критика на тие книги, нели, осврти книжевни и така натаму. Можете ли повеќе да ми кажете, бидејќи мислам дека првпат се доделува оваа награда? Да, оваа година првпат се обидовме. Тоа е награда, еден конкурс за куса книжевна критика. Идејата беше да читачите да испраќаат критики за книги кои што ги прочитале, критиките да бидат долги до 100 збора. Тоа е интересен критериум затоа што таков тип на кратки текстови се многу добра креативна вежба, одлична вежба за пишување, за дисциплина на мислата, а истовремено давајќи широки можности за експериментирање, а исто така и затоа што за и оние кои што во друга ситуација не би можело да најдат доволно време да го напишат текстот и да учествуваат на конкурсот, да го направат тоа. Критиката е доста запоставена во наши услови, а е клучен дел од системот на книжевноста, системот на културата, така што затоа ни е важно да го потикнуваме тој аспект. Одзивот беше поголем од колку што очекувавме. Имавме 76 куси критики добиени од некои 36 автори, ако не се лажам, и од многу, мислам, беа фатени голем број на разновидни книги, разновидни пристапи, имаше некои кои што спеа видливо професионално напишани, имаше некои кои што токму нивниот шарм се состоеше во искреноста и непосредноста на пристапот на нивната мисла. Така што доста сме задоволни. Официјалното додалување што ќе биде на наградата за тој конкурс за куса критика што ќе биде проследено и со мал разговор за критика ќе биде во сабота во 13 часот. Така што и тоа е еден важен настан кој што ќе се одржи во рамки на самот. Сакам да ве прашам и во врска со ова со критиката, дали текстовите што ви пристигнаа беа повеќе за странски автори или за македонски автори? Па да речеме дека веројатно имаше поголем број на текстови кои што беа посветени на македонските автори. Тоа ми е многу драго затоа што се гледа дека интересот за македонските автори се раста во последно време, дека читателите се се запознаени и позаинтересирани за нив. Но секогаш е добро да се види таа разновидност. Имаше и критики за детска литература и за стрипови кои што се можеби дел од најмаргинализираните книжевни жанрови, но интересот и за нив исто така расте, така што оваквиот тип на конкурси се токму добра прилика да се види, да се почувствува таа комуникација на читателите со книгите и читателите со издавачите, да се процени кои се најатрактивните линии. Фросина, ви благодарам многу што одвоивте време, односно што дојдовте пред да се отвори сајамот денеска, тоа е во 10 часот. Дојдовте малку порано за да учествувате во нашата емисија. Кристина Атовска, тоа беше Фросина Крушкаровска од организацијата на малиот новогодишен саем, кој што ќе трае до недела и кој што ќе ги понуди најинтересните изданија на 10 издавачки куќи.